Интензивираните преговори за името коинцидираат со објавувањето на стратегијата на Европската комисија за понатамошно проширување на ЕУ, која ја дефинираше 2025 година како можен рок за прием на нови земји членки во Унијата. Први претенденти за влез се двете држави од регионот кои веќе водат пристапни преговори – Црна Гора и Србија. Можно ли е Македонија да се качи на овој воз е прашање што ќе го поставиме на Светлана Јовановска, дописничка од Брисел на novatv.mk. Јовановска, во регионот има различни реакции за документот, за едни е разочарување зашто очекувале по-конкретно залагање од ЕУ, за други потврда дека Европската унија дефинитивно го сака Западниот Балкан како дел од себе. Што би рекле вие и особено што значи овој документ за аспирациите на Македонија? Оваа стратегија не може и не смее да биде разочарување ни за Македонија, ни за Балканот. Ако бидејќи знаеме дека во последните години Балканот беше тотално одсутен од европската сцена, немаше никаква иницијатива во таа насока. Последната датира од летото 2003 година со Солунската агенда. Откако е Јункер на чело, да подсетам само дека тој даде изјава кога стаса во комисијата, даде изјава дека до 2019 година нема да има проширување на Европската унија и со тоа некако фрли студена вода врз сите балкански земји. Јункер беше многу критикуван заради оваа изјава и можеби овие критики допреа до него. Но сепак има тука многу посериозни елементи за оваа стратегија отколку евентуалната грижа на совест на Јункер. ЕУ пред се поаѓа од своите интереси. За неа се најважни борбата против тероризмот и мигрантската криза. А тука Балканот има значајна улога, значајна безбедносна улога. Овие кризи не смеат да излезат од контрола. И Македонија станува повторно позитивна приказна во регионот за Европа, како што беше и порано, и се враќа во центарот на европската сцена. Ако Македонија покаже дека е сериозна во интеграцијата, дека реформира, таа ќе биде перфектен пример, например, за Србија, која е всушност најважната земја за Европа на Балканот, но Србија, како што знаеме, над Србија е надвисната на известен начин сенката на Путин. Србија кажа дека не сака да влегува во НАТО и ако многу се притиска врз неа околу Косово, може Србија да и го сврти грбот и на Европската унија. Датумот за нас е достижен, јас би рекла, 2025 година, тоа се 7 години, ние знаеме дека ние го хармонизираме нашето законодавство уште од 2001 година со европското. Во однос на нашите реформи има многу да се зборува, но јас би го спомнала повторно фамозниот национален консензус, што ние се уште го немаме. Од ВМРО во последно време доаѓаат, од новото ВМРО доаѓаат нови убави изјави во таа насока, но собранието и понатаму останува блокирано. Вие деновиве во Брисел направивте интервјуа со еврокомесарите Хан и Могерини и токму Могерини во еден од одговорите на вашите прашања го потврдува ова што вие го зборувате, дека 2025-та може да биде достижна и за Македонија. Да го видиме делот од тоа интервју. Even the perspective of the time framework that I would like to stress is not a target, is not a deadline, is a perspective, but a realistic perspective is there for the countries that are negotiating in this moment, but is there also for the countries that might start to negotiate in the coming months. And I personally hope and wish and believe that Skopje will be one of those. But again, this is a personal wish. We still need to work in that direction on many different issues. But I think that we have a few months ahead of us where we can achieve this result. And again, the perspective of the time framework of 2025 is there for those that are currently negotiating, but also for those that might start negotiating in the coming months. Ја слушнавме Могерини. Јовановска, дали во Брисел е расчистена дилемата кога Македонија може да ја очекува прочистената, чистата препорака за почеток
на преговори без која не може да се оди кон следната етапа, а тоа би било да се бара консензус во Советот на Европската Унија за отпочнување преговори. Се споменуваше февруари, но се споменува и април. Се уште не е расчистено. Се уште не знаат, вчера разговарав со луѓе од Европската комисија, се уште не знаат дали таа препорака ќе биде објавена крајот на февруари, може би Јункер ќе ја донесе во Скопје на 25-ти, но се уште не е ништо не е утврдено. Тука станува збор за Македонија и за Албанија, значи две земји што чекаат препорака. Албанија никогаш немала препорака, а ние ја добивме, а ние ја загубивме. И сега незиното враќање оди некако во пакет со Албанија. Не знаат дали уште треба да ја објават во февруари, можеби во март или на 17 април кога ќе се објавуваат извештаите, годишните извештаи. Комисијата би сакала ова прашање да се најде на масата на европските лидери на самитот во март, но за февруарскиот тајминг има приговори, има Грција, но не само Грција. Грција сака да има стапи морков за Македонија во преговорите за името, но има и други земји кои на известен начин не сакаат балканско предозирање во еден кус период. Два-три збора за тоа зошто други земји се противат, затоа што има една важна работа за земјите членки, а тоа се правната држава и сите тие реформи кои што од нас се очекуваат. Правна држава, независно судство и почитување на фундаменталните права. Тоа е всушност суштината на Европа и е единствениот клуч за вистински влез во Европска Унија. А ние сме далеку од сето тоа. Да, ние имаме закони, институции, но со примена стоиме многу слабо. Знам дека тука многумина ќе кажат, ама тоа не е точно, ако го решиме името, ние утре дента ќе влеземе во Европска Унија. Морам да им кажам дека тука се лажат. Ние можеме да почнеме да преговараме, ако се согласи Атина, но не смееме да сметаме на тоа дека ние ако го смениме името, ќе добиеме отворени врати. Не затоа што само името не ни е билет за влез во Европска Унија, тука не чекаат сите реформи и тие реформи бараат време, бараат всушност и промена на менталитетот на известен начин. Например, ако ни дојде нов Груевски на власт, можеме да кажеме збогум на влезот во Европска Унија. Кога сме веќе кај прашањето за името, каков е односот на Брисел кон оваа тема и дали е точен впечатокот дека можеби водејќи се од јавните изјави од Скопје и од Атина во Брисел има еден впечаток дека е тоа речиси апсолвирано прашање, иако се чини дека сепак до договор се уште има многу пат да се оди. Да, очигледно дека има, но во Брисел врие од оптимисти. Тука сакам да го цитирам тука нашиот министер за надворешни работи Никола Димитров, загрижени оптимисти, како што во една прилика тој самиот рече. Како и да е, во Брисел се подготвуваат за финале со решен спор. И тие очекуваат храбрости од Заев и од Ципрас. Притисокот врз нас е познат, станува збор за влезот во НАТО и преговори со Европската Унија, но и врз Ципрас има европски притисок со економската криза. Например, Пиер Московиси, комесарот за финанси, беше мислам вчера во Атина и изјави дека во август го гледа крајот на тунелот на кризата во Грција. Значи Европа најавува дека нема повеќе да има нови економски програми со кои на грците им се наметнува да го затегнуваат кајшот и да штедат, но ќе мора да има известна соодветна постпрограма за мониторинг на примената на економските мерки и тука Европа има некаков адут во ракавот. Се разбира, овде никој нема да ви каже дека е тоа така, бидејќи врз земјите членки не се прави притисок, никој не сака да ги понижува и така натаму, но пораката е јасна, особено што Ципрас на есен влегува во изборен период. Благодарам што бевте дел 360 степени. Благодарам.